Тука е директорот 8 точка. Продолжуваме со работа на Комисијата за јавни комунални дејности. Директорот е тука на Нисиоградба. Годишен план и програма за работа на КЈП Нисиоградба за 2025 година. Повели директор. Добар ден на сите. Годишниот план за работа и програма за работа на Нисиоградба Битола за 25 година во кратки црти планирани се приходи и расходи приходи од услуги 72 милиони, приходи од надоместок за канализација 72 милиони 500 илјади денари, собствени приходи 2 милиони и 600 илјади денари и други приходи 1 18 илјади денари или вкупно приходи од 149 милиони. На следната страничка имате табеларен приказ на приходите од 2020 приходите за 2025 година споредени со приходите од 23 и 24 година. Нема да се задржувам на бројките, али оние советници кои што ќе имаат прашања тука сум да одговорам на истите. Во секој случај планирани се зголемени приходи споредбено со 24 година во износ од околу 25 милиони денари. Потоа имаме табеларен приказ на планираните расходи за 25 година. Исто така и тука имаме зголемување на расходите од 12 милиони денари, односно 8 милиони денари се извинувам и само ќе напоменам дека на доместокот за плати е тој што ги оптеретува најповеќе расходите кои се планирани за следната година. Да не ги набројувам, таксативно се тука напишани сите работи кои се планирани да ги работиме покрај редовните, како што се зимската служба, чистење на коритото на реката Драгор, крпење на улици, крпење на ударни дупки со асфалт и коцка. Тука се набројани и други проекти кои што ќе ги добиеме како работа преку општина Битола. И на крајот ќе напоменам дека планираните приходи за 25 година се 149 милиони 38 илјади 813 денари, а планираните расходи се 147 976 илјади денари или планирана е добивка за 25 година од 1.062.813 илјади денари. Толку би можел да кажам во кратки црти, па стојам на располагање за прашања. Благодариме. Дали има некои прашања од присутните? Повели Корлевски. Ќе започнем од крајот, директоре. Во однос на реката Драгор и чистите цело корито годинава? Да. Си има документација, си има градежни книги, си имаме надзор. Реката Драгор е изчистена, само заради временските услови е во таква лоша состојба со вегетацијата, бидејќи еднаш е искосена, а тоа ни беше по програма. Повеќе пати не можевме. Не беше по договор, а и искрено имавме други обврски кај што не можевме да влеземе таму да работиме. Втора работа од позади, кај што спомнавте, зимската служба. Задоволително работи според вас? Знаете кои беа насловите последните? Како? Знаете кои беа насловите во јавноста последните? Приватник го чисти патот. Значи вака, обврска за чистење на патот до хотел Молика и до ски центарот низ Жополе е на Македонија пат. Значи тука Нисиоградба секогаш излегува во пресред на барањата, но заради недоволна координираност, односно недоволна екипираност на Македонија пат, цело време моите камиони чекаја и ни беше кажано чекајте, Македонија пат ќе влези, доаѓа возило од Крушево, чекајте, не сакавме да се мешаме во туѓи ингеренции, а инаку, како за информација, во 01 час од саботата вечерта ние го пробивме патот до Нижеполе, бидејќи Нижеполе беше одсечено.
Така да, Нискоградба во овој случај не носи никаква одговорност, напротив, мислам дека многу совесно и општествено одговорно си ја заврши работата надвор од нејзините ингеренции во интерес на граѓаните и на мештаните кои живеат таму. Во однос на тоа се сеќавате дека имавте координативна средба со градоначалникот Македонија Пат и сите пожарни, значи кај градоначалникот за зимската служба. Што Имавте координативна служба, Да. пошто рековте не бевте координирани, а имавте координативна средба пред. денот кога настанаа врнежите, Македонија Пат не беше доволно екипирана и ние немавме соодветни информации каде треба благовремено да интервенираме. Ние касно пуштивме машина, стигна до голема ливада, не можеше да оди нагоре, се врати назад, потоа кажа дека Македонија Пат ќе си пуштат возило, дека од Крушево повлекуваат една машина со која што ќе стигнат догоре и од тогаш натаму, јас не сакав да се мешам, на инсистирање на јавното предпријатие Стрежево, вечерта ние интервениравме и ни Жополе го исчистивме, имаше над метро снег, камион на Нискоградба стигна до местото кај докторот Васко. Така. И за Дихово, така. Знаете за Дихово дека исто приватници го чистеа патот. Не знам дека Дихово приватни го чистат. Јас немам слушнато дека Дихово приватни го чистат. По јавните гласила, по медиуми, социјалните Ние мрежи го имаме покажа. обврска, така Дихово е секогаш чисто, бидејќи до филтерницата на ЈП водовод ние имаме должност и секогаш гледаме тој пат да биде чист. Така да и во Цапарска општина интервениравме и во Бистричка општина. Добро, тоа е Не ваше. знам, мислам, Окей. нема Мислам, моје да прашам да го пренесам Ако? ставот на граѓаните, а вашето е нема одговорот кој што проблем, ќе го нема поставите. проблем. Јас кажувам тоа што е фактичка состојба, мислам коректно и реално. Така, во однос на финансиската состојба, пошто планирате дека ќе имате добивка на крај од милион денари, дали ја вкалкулирате зголемувањето на платите кои што се планираат или се најавуваат во март месец? Во еден дел мислам дека се вкалкулирани, но заради нејасноти околу постапката, мислам конкретно, бидејќи има разногласие од многу институции, се консултираме со финансови консултанти, заради недоречености не бевме во состојба скроз прецизно и до крај да ги дефинираме тие бројки. Ние предвидовме некое зголемување на платите, но не знам дали конкретно ќе биде тоа што е тоа. Ме разбирате? Пошто имаме разногласие, минимум 12,5%, ама ако било покачувањето ревносно ова изминативе 3 покачувања, дека немало толку да биде, ќе варирал процентот, не знам точно, ако сакате можем да видиме, да прашам службите, да ви кажам точно колку е вкалкулирано во нашата проекција, ама точно не знаеме, не можеме да утврдиме точно. Последното согласување во септември го направивме од 0,7% по препорака на Министерството за финансии, таму бидејќи ако трошоците се зголемат над 3%, следува и покачување на платата за процентот, за делот од оне што е над 3%, и колку што знам беше 3,7 и сите предпријатија постапивме по препораката на Министерството и во септемвриската плата ги зголемивме платите за 0,7%, односно ги усогласивме според препораките од Министерството за финансии. Една работа, ако се сеќавате, во динамиката на отпишување на ненаплатени долгови на Нискоградба, кој што се планираше да се заврши со 2025, ќе завршиме со таа работа, кој што има одредени и физички и правни лица кои што не може да се наплатат, а стојат како дел. Од една година се отпишуваше со милион, 2-3 милиони денари, некоја година и немаше отпис. Ова година ќе има отпис на долгови или Па уште немаме почната работа, име завршната сметка. Ќе видиме според резултатите, ќе видиме колку сме во можности и колку треба ќе се отпиши. Тоа е тоа. не, оти ќе влие на планот, на финансискиот план за кој што планирате да имате добивка. Тоа е Отписот ќе влие врз конечниот резултат на завршната сметка, нема да влие врз годишниот план што е за 25-та година.
Добро, и капитална инвестиција некоја ќе имаме 2025-та? Некоја? Имајќи го предвид големиот товар кој што ни представува зголемувањето на платата, а имајќи го предвид и тоа што овој совет нас не изгледа са покачување кое што го баравме, ние како јавни предпријатија сме доведени во многу тешка ситуација. Знаете дека ние набавивме камион 12,5 милиони денари, кој што 6 милиони го плативме со средства од Министерството за локална самоуправа, мислам таму како се вика, не знам точно, и 6 милиони 400 илјади денари ги плати Ниско градба без никакви задолжувања. Сега, имајќи го предвид за последните 3 години, бруто платата на Ниско градба е зголемена за 40%, а цената е зголемена само за 8% према граѓаните, така да, земајќи исто така во предвид инфлацијата, зголемените трошоци, енергијата, горивата, значи, ние тука имаме планирано, ама искрено да кажам, не знам колку ќе бидеме во состојба сето тоа да го реализираме, а ние посакуваме тоа да го реализираме. Многу години ни треба вајлјак, работиме со еден вајлјак, го поправаме, земаме на рента и така. Благодарам. Сега толку од мене ако има. Благодарам. Дали има дополнителни прашања? Бидејќи нема, благодарам директоре. Девета точка, план за работа, програма за работа и развој на ЈКП Водовод за 2025 година. Има представници, директор тука повели. Благодарам. ЈКП Водовод Битола својата програма и план ги заснива врз следните параметри: аналитичкиот приод од остварените резултати од претходните години, како и 9-месечниот период од тековната 2024 година. Бизнис планот за периодот 2024-2026 година изготвен за новиот тарифен модел за регулиран период 24-26 од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија. Примена на економските принципи на работењето како економичност, продуктивност и рентабилност. Инфлаторните движења на економијата во државата за 2025 година, растот на економијата со буџетот на Република Македонија е проектиран за 3,7%, додека инфлацијата на овој изгласан буџет на Република Македонија е 2,2% за 2025 година, врз основа на кои параметри е направен и планот за работа. Вкупните приходи да се реализираат во висина од 323 милиони 119 илјади денари, што би било зголемување од 10% во споредба со предвиденото за 2024 година, кое е за 6% поголемо во споредба со оствареното во 2023 година. Што формирањето на вкупниот приход се планира да биде според следната структура. Од приходите од продажба на производи и услуги се планира да се остварат средства во висина од 277 милиони 821 илјада денари, што би било зголемување за 8% во споредба со предвиденото за 2024 година, кое е зголемување за 6% во споредба со реализираното за 2023 година, и овие приходи од продажба учествуваат со 86% во вкупните приходи. Од реализација на вода се очекува реализација на 251 милион 952 илјади денари, што би било зголемување за 2% во споредба со предвиденото за 2024 година, односно 15% повеќе во споредба со реализацијата на вода за 2023 година. Предвидената реализација треба да се оствари под следните услови: да се реализираат 6 милиони 150 илјади метри кубни вода според следната структура: домакинства 4 милиони и 600 илјади метри кубни вода, или учествуваат со 75% од вкупната физичка фактурирана реализација, додека правните лица да учествуваат со 1 милион 550 илјади метри кубни вода, или 25% од вкупната реализација
на вода. Приходите од извршени услуги од поврзани субјекти, реализацијата на ХЕП Водово се планира да изнесува 9.698.408 денари, што е на истото ниво од 2023 година. Што се однесува до вкупните расходи, според планот треба да изнесува 321.661.947 денар или се за 3% намалени во споредба со предвидувањата за 2024 година. Материјалните трошоци со амортизацијата се предвидени да изнесуваат 122.985, кој би било за 16% намалување во споредба со предвиденото за 2024 година. Што се однесува до бруто платите, да изнесуваат 149.550.000 денари, односно за 2025 година е планирана бруто добивка од 1.457.000 денари, кога ќе се одземи данокот на добивка 146.000 денари, значи нето добивката би изнесувала 1.311.000 денари. Што се однесува до инвестиционите активности за 2025 година, изведба имаме на нови водоводни линии и објекти, реконструкција на застарената и дотраена дистрибутивна мрежа, осовременување на филтер станицата Дихово, со цел намалување на трошоците на електрична енергија, изготвен е план за изготвен е проектна документација за набавка на фотоволтаици, како и помината е првата фаза од проектот на програмата на Европската Унија за прекугранична соработка со Република Грција и преку владата на Република Македонија во 2025 година ќе се воведи нова водоводна мрежа од 6 километри на правецот Логоварди Поешево со одвисина околу 30 милиони денари. Исто така за 2025 година се планира да се реализираат и изградат и други нови водоводни линии кои се на планот и програмата на општина Битола за 2025 година. Тоа е. Благодарам. Прашање дали има? Повелете. Со покачувањето на водата за 2024, значи следно ни е покачување во 2025. 3505 домаќинства, 5853 правни лица. Значи за 2025 само врз основа на зголемувањето на цената на водата, водовод ќе има регулиран приход во висина од 278.093.300.000, така? Да, тоа е предвиденото. Тој е регулираниот приход врз основа само на зголемување на водата. Колку улици во 2024 има сработено водовод? Значи, Ете цената... до 1 октомври, до 1 ноември, како ви е полесен пресек? Значи, цената на водата беше покачена од 1.7.2024, значи половина година имавме стара цена од 2023 година. Цената на водата е зголемена од 1.7 за 8%, додека пак суровата вода е зголемена за 24%. Што се однесува до зголемувањето за 2025 година, имаме минимално зголемување од 0,85 дени за домаќинства и 1 денар за правните лица. Така да се надеваме дека ова година ќе имаме 25-та година ќе имаме поволни метеоролошки услови, значи нема да имаме толкави трошоци за вода, за сурова вода и за струја, и планот е направен во споредба со претходни години. Ова година беше енормно висока, односно имаше високи температури и земавме вода од Стрежево скоро цела година. Така. Има дадено слободен пристап, барање за слободен пристап, значи се гледа по фактурите
Би ме прашано колку ви се фактурите кон Стрежево. Значи по висината на фактурите јасно е, сите знаеме дека беше сушна година, тоа е во ред. Значи само по основ на покачувањето на водата, вие имате дополнителен приход од 250.000 евра. Од прилика, пресметано. Колку една фактура од Стражево? 10 милиони. Не за Стрежево. Значи врз основа на покачената цена, дополнителен приход Стрежево, водовод има 250.000 евра. Значи рачунајте, ако еден денар покачувањето на 6 милиони кубни метри вода, тоа се 6 милиони денари. А една фактура од Стрежево е 10 милиони за месец, така да, ова е за година. Имавте и 15 на милиони таму во август ми се чини вие фактурата. Не, во ред, мислам, Значи овие одговорено е на тоа, за до 9 неспорно е. месец, до 9 месец, меѓутоа 10 и 11 се уште имаме високи сметки за. Високи се Да. сметките, веројатно. Да. Колку Па и за улици 11. има водовод сработено? Значи, колку општина ви дала работа? Од прилика. Знаете? За 2024-та. За ова година? За ова. За ова И за година 2025-та планирано е се, колку ќе види господин. за ова година ќе работиме на Поешево Логоварди, тоа е преку влада, проектот 6 километри водоводна мрежа, 29 милиони и 850 илјади, комплекс болници и то преку влада 6,5 милиони, СТУ касарна 2 милиони, Бегова чешма и тоа е преку влада 1.100.000, Димитар Тодоровски 11 милиони 154 илјади, тие се. И Христо Ботев 2 милиони и 700. Во планот за деловни расходи за 2025-та. Велите останати трошоци за вработените, предвидено за 2025-та 12 милиони 500. Толку ви е предвидено во 2024-та, а остварено 7 милиони 900. Шо ви останати Значи трошоци во се? останати трошоци на вработените се заминувањето во пензија, трошоците кои што се за има колективен договор со правата на вработените од за погребални, за смртни случаи, така да таа останува истата. Затоа е истата сума која што е. Подолу има надомест на трошоци на вработените подароци и помошти. Друга ставка би ова што ве прашувам јас. Не би Да, ова. 422. За 422 ве прашам, а на 447 вели надомест на трошоци на вработени подароци и помошти. Значи тоа е пензија, смртни Да. случаи, икс работи. Ова ве прашувам. Дали директоре го користите дискреционото право 30% максимум на одредени вработени да давате големување на плата? Ајде да сме пократки. Пред мене не знам како било, јас од кога дојдов, то го укинав. Добро. 444. Трошоци за репрезентација. 385.000. За оваква ситуација како што е водовод, може малце таму да се заштедите, не малце многу? Значи, кај трошоци за репрезентација влегуваат, ако земиме уназад годините, 24-та има 316, 173, ако земиме од 2019-та, 536.000, 2020 610 илјади денари, 2021 402, 2022 248.000, 842. Ама оставете ми се 2020, тука не ги гледам тие бројки. Вие може што сакате да ми прочитате. Значи сега тие се збораме, податоци. 2023 последно. Од тоа што го гледаме во материјалите. Добро, не е голема разликата. Ова е предвидувањата. Значи се предвидува дека ќе бидат толку. Ќе видиме со завршната сметка колку ќе биде. Добро. Значи ќе видиме со завршната дали ќе биде таа.
Тендерот за осигурувањето уште не ви е завршен? Или Тендерот за осигурувањето, веќе имотот е осигуран. Сега останува уште да се осигурат возилата, пак поново нова постапка отворивме, а за водоводната мрежа се консултирав со колеги од другите градови, веќе кај никој не се осигура водоводната мрежа, на осигурителните компании не му се исплаќа то да го осигурат како. Добро. Толку. Ви благодарам. Благодарам. Дополнителни прашања дали има? Повеле. Директоре, според програмата за 2025 година, планирате набавка на репроматеријали кои што ќе ви бидат гаранција за ефективно работење на јавното предпријатие Водовод? Сега ќе имаме ние 20% за проектот 6 милиони за Лаговарди Пешево аванс. Сите треба да ги изгласа Советот за да ги Да. имате прво. За Тоа прашање утре, дали- мислам, Па да. Ама тоа е, што би било како било. Втора работа, за Логоварди. Знаете дека во општина Битола секој ден и на вашата страна и на јавните социјалните мрежи имаме прекинат водоснабдување, секој ден хаварија. Хаварија имаме баш затоа што е дотраена водоводната мрежа. Така, и сега вие се уште има Битола азбестни цевки. Барате од општина Битола, не е за Логоварди, за Битола. Бидејќи вие на улица една, да не ја споменуваме со име, по 2 недели повторно копате на 10 метра подолу тука. И само така си продолжувате. Па во 2024 Како нива да јас ставите? откосум 6 месеци на Никол Фундалија веќе завршуваме еменатот. Улица Бурса и таа емената азбест, таму најпоќе дефект имаше. А и овој потек вие што го кажувам, што го збораме Пешево Логоварди, на реклинијата и тука најпоќе има дефекти. Значи моментално се работи на некој кај што има стари цевки азбест. Се имаме ние и некои проблеми кај Брусничка населба, само тоа треба да биде во планираниот план на општината за 2025 за ние да можеме да влеземе со реконструкција таму да сработиме. Инаку капацитетивно Водовод е спремен за таа работа, затоа збораме за да можеме ние во буџетот да предложиме амандман или било што за тие работи да се зголемат Водовод е дотациите. спремен. Во однос на истото како нискоградба, покачувањето на платите ќе влијае врз работата, финансиските извештаи на Водовод? Ќе влијае врз финансиските. Многу е битно каква година ќе не очекува. Ова година не имаме негде 245 милиони денари за наплата од физички и правни лица, 148 милиони се за бруто плата, ама ние имаме сурова вода 55 милиони кон Стрежева, 24% е зголемена цената на Стрежева, а ние добивме мала цена, 8%. За електрична енергија негде 40 на милионито и сега денес стигнаа другите фактури, негде 8,5 милиони пак за струја и 8,5 милиони за вода. Цело време со 4 пумпи спумпуваме до пред некој недела дена, како на летен период години што немало се спумпуваше до пред недела дена вода од Стражева. И тоа направи таква сликата на заводовод, економската ситуација да биде заводовод таква. Во случај се во ред кај вас влие значи таквиот начин на нешто што не можеме ние да реагираме, влијаеме. меѓутоа решение на некој начин финансиски да можеме да изработуваме за да може предпријатието да крепи. Мислам, Молам? финансиски за да ги крепи тие загуби збораме. Значи загуби збораме нема сушна година, меѓутоа финансиски ќе изработува проекти
пумпни станици, капитални, нешто што ќе го амортизира начинот на работење, за да не влегва јавното предпријатие во водовод во Ето ова што е проектот за фотоволтаици. Мораме да размислуваме наредно така, со електричната енергија тука за... лично, за тоа прашувам. Okay. И помината што е првата фаза од ИПА програмата, тој проект е за цела Буковски ливади со дигитални водомери да се сменат, негде 250.000 евра мислам проектот, и со тоа ќе се намали значително загубата на вода со тие дигитални водомери. Во однос на руралните средини наши имаше проблем загуби на вода, Бистрица, Брусник, Лавци, Кралари и така натаму. Бистрица немаме наша водоводна мрежа. Најпок имавме проблем летото, тоа кога се губеше притисоко на кај Нико Фундали стара болница е од Овчи бај резервара, тој зема резервар ги снабдува и Могила и другите села натаму, од општина Могила. И уште на работа, добро што ме подсетивте, на една од форумските сесии спомнаа дека резерварот што е горе кај војската, значи, дека тој има посебна вода, во кој што и кога Битола немаше вода, луѓето полнале вода оттаму и уште едно место кај Карпош. Водовод може да го искористи тој капацитет, значи во таа работа. Тоа е 12 кладенци, мислам, резерварот, поиќе не е таква ситуацијата. Таму земат негде 20 на викендици кај по целото Лавци, ама ете, идиме до проблем дека вода нема таму и самото за хлорирање хлоринаторот се исклучува. Кога ќе нема вода и му стига како техничка вода. Нема изворот, тој не е... Добро. Прашање беше го збора луѓето, зашто не се користи водата и така натаму, па ајде реков да прашам. Дополнителни прашања дали има? Нема, одиме кон гласање на точките. Прва точка, програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за, против, воздржани 1. Програма за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Битола за 2025. Кој е за? 2 гласа за, против, воздржани 1. Програма за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2025 година. 2 гласа за, против, воздржани 1. Програма за измени и дополнување на програма за развојни планови на општина Битола за период 2025-2027 година. Кој е за? 2 гласа за, воздржани 1, против нема. Разгледување на барање од Котевски петрули. Го разгледавме барањето, само за информирање на Советот нема да гласаме, ќе се препушти во одделението за комунални работи. Програма за работа во областа на располагање со градежното земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за, воздржани 1, против нема. Извештај за реализација на програмата за работа во областа на располагање на градежното земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Битола за период 1.1.2024 до 31.12.2024. 2 гласа за, против, воздржани 1. Годишен план и програма за работа на КП Нисјоградба за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за, воздржани 1, против нема. План за работа, програма за работа и развој на ЈКП Водовод за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за, воздржани 1, против нема. План за работа на ЈП Пазари за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за, воздржани 1, против нема. Програма за работа на ЈП СИС Жабени за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за, воздржани 1, против нема. Програма за работа за 2025 година за ЈПП ЈЛП Битола. Кој е за? 2 гласа за, против, воздржани 1 воздржан. Годишна програма за превоз на ученици на општински линии на територијата на општина Битола со цел подобрување на одржливост
и квалитет на превозот од страна на меѓуопштинското јавно предпријатие Пела Линк Битола за 2025 година. Кој е за? 2 гласа за, воздржани 1, против нема. 14 точка, одлука за усвојување на програма за изградба на типски училишни сали во наменска зона В, В1, В2, В3, В4, В5, јавни институции согласно УПС за Долно Оризари во дел на КП 1523, 1524, 1525 и 1527, КО Долно Оризари општина Битола и програма за изградба на типска училишна спортска сала во дворот на ОУ Стив Наумов на КП 13189 КО Битола 3 општина Битола. Кој е за? 3 гласа за, против и воздржани нема. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ја затворам комисијата за јавни комунални дејности. Ви благодарам на присуството.